Денес утрото го стартуваме со Ивана Владимирова, која што е дипломиран дефектолог и воедно оваа професија ја работи околу една година. Имено моментално работи како дефектолог во Асоциација Гаспар во Центарот во Кисела вода. Ќе слушаме нешто повеќе за нејзината професија, кои се самите предизвици, но воедно и за нејзините вообичаени ритуали. Да и посакаме добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Најпрво сакам да слушнеме како го стартувате денот и дали може би имате некој омилен утрински ритуал. Па вака, јас бидејќи почнувам покасно на работа, се станувам околу 8, пол 9 часот, си го подготвувам првото кафе, си одмарам, значи полека си го пијам и најчесто си пијам со мачката, она доаѓа да ме дружи и она чим станам доаѓа и со мене се седи и ми е преубаво, значи можам да завршам некоја работа од сабајле, да си направам јадење и потоа се спремам да заминам на работа. Имате едно убаво утро без брзање и уживате во него. На самиот почеток ќе прашам што ве мотивираше да одберете оваа професија, да работите како дефектолог? Па јас цел живот, значи, многу сакам деца, животни и сакам да се грижам за нив и едноставно секогаш кога што имало деца, таму мене ќе ме најдеш. И иако средното ми беше сосема различно од ова што го запишав на факултет, сепак се одлучив да работам, нели, со дечиња и да колку што можам да им помогнам. Со кои типови на потешкоти најчесто работите? Па најчесто можам да кажам доцнење во развојот, аутизам, интелектуална попреченост, зависно од потребите, нели, на клиентите кои доаѓаат кај нас. Како изгледа самата таа работа со децата? Може ли да појасни? Значи, еден час трае 45 минути, тоа е индивидуален час. Децата доаѓаат кај нас, ние започнуваме часот, зависно од потребите, нели, кое дете што има потреба во однос на развојот, се насочуваме кон тоа. Кога заврши часот, им посочуваме на родителите што сме работеле, што треба да работат дома, зашто и тоа е исто многу битно. Значи, родителите се клучниот елемент во соработката, нели, тука, за да можат тоа што се работи кај нас, да го сработат и дома, за да детето побрзо го надмине и така. Кој е поважниот клучен момент, работата со дефектологот или поддршката од родителите, или пак нема мерило? Нема мерило, значи убаво е, значи, доколку секој дете што има потреба, нели, да посетува логопед и дефектолог да дојде и нели, да се помине низ процесот и родителите бидат секако најголемата поддршка што може, бидејќи само така ние ќе успееме да добиеме резултати. Како препознавате дека едно дете има пречка во самиот развој? Како изгледа самиот тој процес? Го правиме преку сама проценка, значи имаме во однос на годините на детето, што детето треба веќе да има совладано, нели, во однос на годините кои ги има и си има, значи, проценка со која се вршат тестовите. Колку е важна самата рана интервенција и што треба да направат родителите доколку забележат некои потешкоти кај нивните деца? Раната интервенција е многу битна. Колку порано, значи, се види дека детето има нешто каде што отстапува или касни во развојот, битно е веднаш да отидат и да реагираат и со тоа да се започне, например, или со дефектолог или со логопед, да се упатат родителите што е потребно, значи, дали детето да посетува или нешто да вежба дома или да посетат одреден доктор, например, нели, да се направи некои тестирања во зависност, нели, што е забележано. Според вас, дали постојат родители кои што одбиваат да прифатат дека детето им има потешкоти во самиот развој? Па се случува родителите да не може да ја прифатат состојбата без разлика каква е. И не бараат помош? Да, се случува да не побараат помош или да побараат помош, па потоа се... Или да е доцна? Да, може да се случи да е доцна, но секогаш ние не одбиваме, мора да се сработи доколку и детето доцни премногу, ние прифаќаме, нели, да се сработи, да може детето да се обидаме и они да се обидат, за да може детето да го постигне својот потенцијал, иако е, да речеме, веќе било доцна, да речеме. Колку е тежок тој процес и дали во сите случаи е успешен? Па тежок е процесот, нормално, нешто што требало веќе претходно да се совлада, а сега веќе ние многу доцниме во однос на совладувањето. Тешко е детето, нели, да се насочи, но со работа и со трпение, со временски е потребно многу, али се постигнуваат резултати. Според вас, дали во нашето општество има доволно разбирање и поддршка за децата со посебни потреби? Па има разбирање и поддршка од луѓето што
например, имаат допирна точка, осознале нешто нели од областа или од си имаат сретнато, например, со такви случаеви, па имаат, например, некоја поддршка и емпатија кон лицата. Другите, валјда, бидејќи не се блиски во однос на оваа тема, верувам дека можеби имаат емпатија, но не навлегле во темата. Како дефектолог, што би промениле во образовниот систем за подобра инклузија? Па, што би променила? Поголемо советување на родителите, значи на сите родители, значи пред да почнат во училиште децата, значи да се прифатат децата, какво и да е детето, значи треба да се прифати. Значи треба да се праша, да се види со што се соочува, како да му помогнат и наставниците, и другите родители, и другите деца, да го прифатат. Јас имам слушнато доста добри кажувања од родители дека децата им се прифатени, дека имаат асистенти, дека се супер во училиштата, така да тоа ме радува. Според вас, што треба да поседува едно лице за да ја работи вашата професија, односно да биде дефектолог? На сите оние што сакаат да помагаат, што сакаат деца или возрастни, доволна е љубовта. Ви благодарам многу за одвоеното време и за првото утренско испијано. Благодарам и на вас на поканата.